А сега е веќе време за нашата прва гостинка. Сонја денес ќе биде Ирена, како што веќе утринава ви најави, станува збор за кардиолог, а ќе зборуваме за срцевата слабост. Прво добро утро до доктор Нела Костова. Добро ни дојдовте. Ирена, добро утро и до тебе. Добро утро, Искра. Јас сега малку ќе замолчам и ќе ве оставам вас да зборувате. Благодарам многу. Како што ви кажа Искра, еве ја сега и официјално ќе ја поздравам нашата утринска гостинка, асистент доктор Нела Костова, кардиолог, која што утринава ни доаѓа од Универзитетската клиника за кардиологија. Ќе зборуваме за една навистина мощна, корисна и интересна тема, а тоа е срцевата слабост. Имено од 5 до 11 мај се одбележуваше неделата на срцевата слабост под мотото "Срцевата слабост нема да не спречи". Доктор Нела или доктор Костова, добро ви утро. Еве официјално и добро ни дојдовте во утринската програма. Ние си зборувавме и половина час пред да влезете овде во студиото за срцевата слабост и дозна вака некои навистина загрижувачки податоци од вас, а тоа е дека за жал како нација сме на онаа црвена граница на европската мапа за како ризик од смртност од кардиолошки заболувања. Сега она за што сакаме да предонесеме е да ја подигнеме свеста. Најмногу да се задржиме и на превенцијата на срцевата слабост. Меѓутоа за почеток би сакала да им објасниме на гледачите што е срцева слабост, кои се симптомите на срцевата слабост, како да ја препознаеме и кога е веќе алармантно да се јавиме на нашиот кардиолог, на нашиот доктор. Добро утро. Ви благодарам за можноста да учествувам во вашата емисија, затоа што мотото да не дозволиме да не спречи срцевата слабост се однесува на оние индивидуи кои што веќе сме ја дијагностицирале и на подигнување на свеста на целото општество дека срцевата слабост е една хронична, прогресивна состојба која што го менува квалитетот на живот, меѓутоа со правилен третман, со промена на стилот на живот може да ни овозможи долг, квалитетен живот и вклучување значи во сите сегменти на општеството. Срцевата слабост всушност представува, наедноставно кажано, намалена способност на срцевиот мускул ефикасно да испумпа крв и со тоа да овозможи адекватно снабдување со кислород и хранливи материи на сите органи во телото. Првите симптоми всушност потекнуваат од оваа неисхранетост на органите. Тоа е чувство на замор, малаксалост, интолеранција на физички напор, што е логично, нели, ако срцевиот мускул не може ефикасно да испумпа крв во услови на мир, уште помала е неговата ефикасност кога телото е изложено на физички или психички стрес. Меѓутоа, овие симптоми се многу неспецифични и обично ги занемаруваме. Да, ги занемаруваме, некогаш ги припишуваме на обична дискондиционираност, што е многу честа, нели, особено кај повозрасните индивидуи. И дури кога ќе се јават знаците на срцева слабост, тоа е нешто што ќе не натера да посетиме лекар. Сега малку ќе се вратам, ќе ги вратам и гледачите во средно училиште и часовите по биологија, ако се сеќавате на малиот и големиот крвоток. Зошто е тоа важно? За да ги разберете симптомите кои што се јавуваат и навремено да побарате лекарска помош. Рековме дека до малаксалост, замор, краток здив при напор доаѓа поради неисхранетост на периферните органи. Меѓутоа, тоа е една од улогите на срцевиот мускул да ја испумпа крвта обогатена со кислород која што доаѓа од белите дробови. Другата функција е, нели, да ја собере венската крв, која што е сиромашна со кислород и да ја испорача до белите дробови. Токму поради неспособноста на срцевиот мускул тоа ефикасно да го направи, доаѓа до застој на течност во периферијата, односно долните екстремитети, затоа што течноста секогаш се повинува на законите на гравитацијата, па се јавуваат отоци првенствено околу зглобовите, стапалото, со прогресирање на состојбата под коленицата, нозете, потоа можат да забележат пациентите нагло зголемување на телесната тежина во рок од неколку денови, можеби, отекување на стомакот, доколку имаме задршка на течност, нели, во системот за варење, намалување на апетитот, мачнина и со прогредирање на состојбата до задршка на течност може да дојде, нели, и во белите дробови. И тоа е она што првенствено ќе ги исплаши пациентите.
се јавува гушење, особено во ноќните часови. Значи, доколку почувствувате дека при лежење имате потреба за да дојдете до здив, да ставите повеќе перници или да седнете во текот на ноќта, тоа е веќе аларм веднаш да посетите лекар. Така е. Сега, докторке, кои заболувања доведуваат до срцева слабост? Кои поранешни заболувања или каква состојба поранешна? Таа може да настане нагло. Например, при нагло оштетување на срцевиот мускул, најчесто по прележување на срцев удар, значи во основата може да лежи коронарна артериска болест, односно стеснување на крвните садови, кој што ја намалува исхраната на срцето, или пак после некое акутно воспаление, најчесто во склоп на некаква вирусна инфекција на срцевиот мускул. Меѓутоа, многу почесто се развива постепено, хронично. За жал, некои од превентибилните состојби, како што е, например, покачениот крвен притисок, во најголема мера во одредени возрастни групи водат до постепено оштетување на срцевиот мускул и намалување на неговата пумпна сила. А тоа е состојба за која што е една од 3 возрастни индивидуи во светот ја има, и за жал податоците токму од нашата држава зборуваат дека само во 64% кај индивидуите со покачен крвен притисок хипертензијата е диагностицирана. Од нив само 50% се лекуваат, а само во 23% се постигнуваат вредности на крвниот притисок за кои што сметаме дека нема да доведат до оштетување на срцевиот мускул. Значи, таа е една широко распространета состојба. Други состојби би биле срцевите мани, старењето, дијабетот, зголемената телесна тежина и различни други метаболни нарушувања кои што можат да доведат до замена на функционалните клетки на срцевиот мускул со нефункционално сврзано ткиво. Да. Сега, она што ми се наметнува како прашање е тоа колку е застапена, колку е честа срцевата слабост и дали повеќе мажите или жените го имаат ова заболување, станува збор за заболување, кога е срцева слабост. Во општата популација до 65 години некаде околу 1%. Иако тоа не ви звучи многу, не станува збор значи за сите индивидуи, возрастни индивидуи. Меѓутоа, нагло се зголемува честотата над 65 години, до 75 години дури може да оди до 10%, па и повеќе 15% кај возрастните индивидуи над 75 години. Не се должи само на старење на срцевиот мускул, туку и на поголем број на коморбидитети, придружни состојби, нетретирани, кои што доведуваат до срцева слабост. Подеднакво е распространета кај мажите и жените, меѓутоа причините се понекогаш различни. Кај мажите почесто станува збор за коронарна артериска болест, додека би нагласила дека кај жените, особено постменопаузалните жени, често се јавува тип на срцева слабост кој што потешко се препознава. Најчесто поради нелекувана хипертензија, доаѓа до зголемување на крутоста на срцевиот мускул и иако параметрите укажуваат на сочувана пумпна сила на левата комора, тие се соочуваат со симптомите и знаците на срцевата слабост. Така. Она што сега сакам да обрнеме внимание, а тоа е превенцијата. Сметам дека е многу важно. Како да превенираме, како да спречиме, на што треба да обрнеме внимание кога сме можеби помлади, за да не дојдеме до ова заболување? Кога заболувањето ќе настане, за жал, тоа е обременето со потреба од доживотен третман. Го скусува животниот лек, век чести, да кажеме, компликации се случуваат и апсолутна промена на животниот стил. Она што пишува секогаш на извештајот ваш, диететско-хигиенски режим. Значи, најдобро лекување е да спречиме. А како би спречиле? Веќе спомнав дека најчести причини се коронарната артериска болест и хипертензијата. Значи, тоа се превентибилни состојби кои што во голема мера зависат од нашиот стил на живот. Значи, доколку ги успееме на помлада возраст да ги воочиме присуството на ризик факторите, како што се покачен крвен притисок, зголемување на маснотиите во крвта, адекватно да го третираме дијабетот, да се справиме со физичката неактивност и со дебелината, значи нема да дозволиме да дојде до појава на состојби и болести кои што ќе доведат до срцева слабост. Да. Сега доколку веќе е дијагностицирана срцева слабост, она што е многу важно е терапијата, третманот. Кажавте и сама, докторке, дека е тоа нешто што трае доживотно. Значи веќе кога ќе се дијагностицира, претпоставувам има терапија, има лекови, која што е
индивидуална, нели за секој човек. Особено кај индивидуите со срцева слабост, терапијата е индивидуална, меѓутоа пред се подпира на медикаментозен третман. Значи тој може да се отпочне уште кај матичниот лекар, значи не мора да имаме по сите параметри докажана срцева слабост за да делуваме. Значи кога ќе ви се јават симптоми кои што ќе ве загрижат дека можеби се работи за срцева слабост, првиот преглед, добрата анамнеза, електрокардиограмот и лабораториските анализи веќе можат да не насочат и да се отпочне со третман. Медикаментозниот третман во денешно време е многу ефикасен. Не само што може да ги контролира симптомите, да го продолжи животниот век, туку одредени типови на третмани кои за среќа се веќе достапни, значи и во нашата држава, можат не само да ја спречат прогресијата на срцевата слабост, туку во одредени ситуации да поправат пупната сила на срцето. Значи ако ви диагностицираат срцева слабост, тоа не е крај на светот. Значи таа стигма треба да се тргне од општеството, значи вие сте една совршено функционална личност која што со придржување кон советите на лекарот можете да си водите совршено нормален живот. Ете така. Сега веднаш ми се наметнува и следното прашање, дека баш напротив, со диагностицирање на срцева слабост не завршува животот, туку има луѓе, еве јас познавам и членови од моето потесно семејство кои што навистина со години живеат со срцева слабост и исто така може да биде нели животот квалитетен како и на останатите луѓе. Сега колку е овдека важна поддршката од семејството, поддршката и од општеството на оние луѓе кај кои што е диагностицирана срцевата слабост? Од клучна важност е семејството да ја разбере состојбата на пациентот и да му помогне да се справи со неа. Затоа што квалитетот на живот во голема мера ќе зависи од тоа како тој ќе се прилагоди на таа состојба. Сега еве да зборуваме за тешка срцева слабост, нели? Луѓето мислат дека ако се диагностицирани со мощна ниска пумпна сила на срцето, дека треба да престанат сите физички активности. Напротив, умерената физичка активност не само што може да ги подобри симптомите, но и го продолжува животот. Значи, апсолутно целото семејство треба да се вклучи во овозможување на физичка активност на лицата со срцева слабост, на почетокот нели прошетки, кои што понатака може да се зголемат како пливање, возење точак, па дури помладите индивидуи да со текот на времето и некои поинтензивни вежби да применуваат. Исто така многу е битен факторот на исхрана. Значи довлошување на симптомите како што се отоците, гушењето доведува прекумерниот внес на сол. Доколку исхраната на семејството не се промени, индивидуата со срцева слабост тешко дека ќе може да е на некаква програмирана диета до крајот на животот. Исто така поддршката е многу важна кај постари индивидуи. Клучно е на временото и правилно земање на лековите, понекогаш можеби е потребна и финансиска помош, затоа што одредени терапевски модалитети не се достапни секогаш на секого. Исто така е мощно важно справувањето со депресијата. Значи, при диагноза на срцева слабост, пациентите често се убедени дека нема да можат да живеат квалитетен живот, така да семејството и пошироката заедница, оние на работното место, значи би требало да имаат разбирање за нив и да има возможност да продолжат со работниот процес во однос на нивните физички можности. Докторке, неколку пати ја споменавте хипертензијата или покачениот крвен притисок. Зборувавме претходно во пресрет на 17 мај, денот на хипертензијата. Сакам да ве прашам и многу корисно прашање за сите и да ги разрешиме веќе тие дилеми. Ми кажавте дека веќе не постои нормален крвен притисок, туку покачен крвен притисок. Така. Кои се оние референтни вредности кои што треба да се, да кажам, да ни алармираат дека станува збор за покачен крвен притисок? Прво би кажала дека основно е само мерењето на крвниот притисок во домашните услови. Значи треба да се воведе пракса да секоја здрава индивидуа барем еднаш годишно го измери притисокот. Доколку измериме тоа што порано го нарекувавме нормален крвен притисок, меѓутоа во последниот водич на Европското кардиолошко здружение се нарекува непокачен крвен притисок, што сугерира дека сите ние сме кандидати утре да имаме покачен крвен притисок, е 120 со 70 мм живин столб систолен и диастолен крвен притисок. Доколку во домашни услови измерите крвен притисок кој што е 135 до 135 со 85, тоа е значи зборуваме за покачен крвен притисок. Доколку измерите
притисок кој што е 135 со 85 мм живи столб во повеќе наврати или пак во лекарска ординација во повеќе наврати се измери крвен притисок од 140 со 90 мм живин столб и повеќе, тоа веќе значи хипертензија и таа треба да се лекува. Така е. Кажавте неколку пати за крвниот притисок, сакам да ве прашам со кој апарат е најдобро да се мери крвниот притисок? Има сега на пазарот многу апарати. Еве вие како кардиолог. Според препораките на кардиолошките здруженија се преферира употреба на полуавтоматските дигитални апарати со напомена дека треба манжетната да се поставува на надлактицата. Значи тие би биле најточни. Значи овие што се овдека на овој зглоб покажуваат помала точност. И секогаш треба мерењето да биде 3 пати и да се извади некоја средна вредност, зашто тие се многу чувствителни на секое движење. Мерењето треба да биде најмалку 5 минути одмор, за тоа време, значи немојте да скролате на телефонот, немојте да зборувате, морате да бидете одморени, најдобро во утринските часови и можеби ако забележите некои промени во текот на денот еднаш. И најдобро е кога одите на лекар за консултација околу вашиот крвен притисок, едно недела дена да водите дневник. Односно да го мерите крвниот притисок во утринските часови и еднаш во попладневните часови да ги забележувате тие вредности за да можете со вашиот лекар да направите стратегија за тоа дали вашиот крвен притисок треба да се лекува или пак треба да промените нешто во стилот на живот. Да. Имаме уште многу кратко време. Би сакала само за крај една порака до нашите гледачи, бидејќи навистина многу убаво, многу народски се си објаснивте. Еве вака една порака до сите оние кои што не гледаат, а верувам дека ова е навистина интересна тема која што не засега сите нас. Пораката би била соодветна со мотото на деновите на свесност за срцева слабост, значи не дозволувајте дијагнозата на срцева слабост да ве сопре во било што сакате да постигнете во животот, но со напомена дека клучни се промената на животниот стил и редовно придржување кон третманот кој што ви е препишан од вашиот лекар и штетеш би повикала превенцијата е најдобра заштита, најдобра терапија. Не дозволувајте да дојде до оштетување на срцето. Многу едноставно. Измерете го вашиот крвен притисок, проверете висината на маснотиите и на шекерот во крвта, водете колку што можете поактивен живот, водете внимание за внесот на сол во исхраната, како и за постигнување на една здрава телесна тежина. Ете така. Ви благодарам од срце за тоа што ова утро бевте наша гостинка. Сега ќе ве ослободиме. Вие сепак се враќате на вашите работни обврски на клиниката за кардиологија, каде што ве чекаат и вашите пациенти. Ви благодарам и се надевам ќе има повторно можност да бидете наша гостинка. Ви благодарам на вас. Ви благодарам од срце што се грижите за нашето срце. Така некако му доаѓа. Ви благодарам и јас многу.